функционира целата таа структура која требаше да даде одредена финансиска поддршка на шарената револуција? Начело на целата таа организација или кровна конструкција е организацијата USAID, која функционира на територијата на Република Македонија и која се финансира, освен преку структурите на Сорос, се финансира од буџетските средства на Соединетите Американски држави. Главната оперативна алатка на USAID е организацијата ОТИ. Организацијата ОТИ всушност е оперативната сила на целата таа структура. Ако USAID се бави со одредени хуманитарни форми на делување на територијата на Република Македонија, тога структурата на ОТИ всушност функционира за брзи политички промени или брзи политички транзиции. Дели мали грантови во вредност од 50 до 100.000 американски долари, може флексибилно да делува и всушност ги координира сите тие активности за промена на политичката клима и политичките структури во Република Македонија. Групацијата ОТИ има два своји контрактори. Едниот контрактор или еден соработник е структурата на АЕКОМ, кој делува во Република Македонија, и вториот контрактор или вториот соработник е ЕСТ-ВЕСТ институтот кој се формира во Република Македонија. Во неговото формирање учествуваат Младинскиот национален совет на Република Македонија, невладината организација АДИ на господинот Алберт Муслију, фондацијата Сорос и структурата на Метаморфозис. Начело на АЕКОМ во Република Македонија господјата Елизабет Фелпс-Хили, а таа функцијата доаѓа веднаш после годишните одмори. На 15 ноември 2016 година таа побарува сертификат на тајност за делување на територијата на Република Македонија. И тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, зошто одредена структура од типот на АЕКОМ, која е финансирана од USAID структурата во рамки на Република Македонија, има потреба од сертификат за тајност за делување. Дали тоа може би има некаква корелација со политичките кризи и промени кои се случуваат или треба да се случат во Република Македонија? Гледате, АЕКОМ е формирана 2001 година, па замрзната и 2002. И истите господи, значи Фелпс и ова Мартинес, присутни се и 2001, пошто в политиката нема случајности. Треба да ги знаете. Гледате, Фелпс или бара сертификат за тајност во делување. Така е. И сега ти ги гледаш структурите фактички, гледаш што они одработуваат. Се извинувам. Ако велите дека Обама, целата таа екипа, која е преку АЕКОМ, преку ОТЕ, преку сите тие преку сите овие контрактори, дека ќе одговара за велепредавство во Америка. Ќе одговара, тоа го кажа на последната 90-минутна конференција за пресот. Во четвртокот, да. Доналд Трамп. Готово е тоа. Како се тогаш, собира материјал од сегде каде што действувале они. Се извинувам. Може да имаат сијаши, ама немаат војна сила и немаат полициско сила. Ќе одговарат во Америка, како контракторите или извршителите нема да одговарат у Македонија, тука ќе формираат влада. Тоа ми е прашањето. Да, ама нема да формираат, него овие што се од Америка ќе бидат маринци ќе ги спроведат горе, а овие што се домашно потекло, ќе нашите органи и служби ќе си ги третираат.